Никакво такво категоризирање екстремно Знаете за една опција. Значи, крајната десница мора дефинитивно во секој момент да стои во заштита на националните интереси. Не може никогаш десна политичка партија да се пројави со било што не е на заштита на националните интереси на сопствениот народ и сопствената држава. Значи, десна политичка партија не смее да преговара за име на сопствениот народ и сопствената држава. Десна политичка партија во суштина мора да застане зад сопствениците на капиталот. И јас како председател на ТМОРОВЕП и мојата политичка партија влегуваме значи во една ситуација кај што многумина ќе речат дека е погрешна тезата, меѓутоа затоа морам да ја објаснам. Во нашата програмска платформа стои вака дека ние ќе го штитиме капиталот и сопствениците на честно стекнатиот капитал. Сите велат, сите политички партии велат дека ќе ги штителе работниците и нивните работни места. Како ќе ги заштитите вие работниците, доколку дозволите собственик на капитал и собственик на одредена фирма да биде уништен од политиката на државата и при тоа тие 100 или 200 вработени кај него да ги изгубат работните места. Значи, демагогија е во сите политички партии она што стои дека ќе застанат во заштита на работните места и заштита на работничките права. Работничките права се работа на синдикатот. Работа на политичката партија, на левицата е нешто друго, на десницата е токму да се застане во одбрана на сопствениците на капиталот. Зборуваме за чистиот капитал и зборуваме за чисто и честно стекнатиот капитал. Значи, да сме начисто. Тоа е десната политичка опција. Така, десната политичка опција во конотација со Македонија ќе биде тема уште на неколку од следните минути што ни преостануваат, а во меѓувреме со вторите реклами. Би било интересно да чуеме некаде при крајот на емисијава како еден ВМРО-вец од како беше дефинирано крајна десница? Да. Според некого. Аха. Значи, добро, да го употребиме истата дефиниција, да го употребиме. Значи, како еден ВМРО-вец од крајната десница би ги прокоментирал случувањата кога станува збор за исто така ВМРО, меѓутоа ВМРО во власта. Како би ја нарекла? Ако е ова крајна десница, тогаш ВМРО во власта би била? Знаете, може би е нормално да речеме една условно речено подесна политичка партија која ќе дојде на власт да се однесува малку поцентралистички. Може би е нормално, меѓутоа сепак ниту една политичка партија нема право да си го изгуби обележието, да го изгуби идентитетот, да го изгуби она што ја карактеризирало. Од таа страна, значи, однесувањето на сегашното ВМРО ДПМН во власта е малку зачудувачки и е малку така да речам нежно, меѓутоа од друга страна пак цврстото она што мене ме интересира во однесувањето на ВМРО ДПМН сега како владеачка партија е нивниот однос кон проблемот со името. Останувањето цврсто да не се продаде името и да се застане во негова одбрана, јас лично го поддржувам. Ќе оставиме на времето да видиме дали е тоа навистина така, дали господинот Груевски е цврсто решен да го сочува името или ќе дојде до пробите. Меѓутоа, она што досега се работи, јас исклучително го почитувам и таа страна на работата исклучително добро се завршува. Не сакам да разговарам за економските ситуации, не сакам да разговарам за она што ни се случува внатре, разговарам и давам поддршка единствено за она што значи заштита на името на државата и заштита на идентитетот на македонскиот народ. Инаку, што мислите за сите овие случувања во последно време? Некако, навистина, целиот македонски хаос станува уште поголем кога слушате контрадикторни информации од луѓе кои што се вклучени во таа така наречена преговарачка мисија. Па еден ден ви изјавуваат едно нешто, па утре дента ви изјавуваат нешто сосема спротивно на што го кажале тие самите. Ми се чини дека практично самите мисионери, самите поддржувачи, олеснувачи или како се крстија во меѓувреме, си создадоа самите еден таков хаос
Меѓутоа, од кој на крајот и самите им е проблем да излезат без оглед на резултатот од она што ќе се случи нели со Македонија во тој преговарачки процес. Сакам да кажем, чекајќи времето да нивелира некои нешта, некои работи си заземаат се поголеми Знаете што се случува? Значи, поместувања. мораме да бидеме свесни како ланчена реакција, знаете. Проблемот со името. Не смееме да го поедноставуваме до вулгарност. Проблемот со името, односно наметнатиот проблем со името на Република Македонија е многу подлабок. Прво, обидот на Атина да ги сочува окупираните територии, кои со Букурешкиот договор и припадна, каде што јасно пишува дека територијата на Македонија се дели меѓу окупаторските сили на Грција. Значи, проблемот е да се сочува окупираната територија. Од друга страна, притисокот, посебно притисокот на Соединетите Американски држави за скорешна промена на името заради влез во НАТО и затварање на јужното крило на НАТО, не значи ништо друго освен затварање на зелената трансферзала која треба да води од Джеда па на територијата на Европа. Јас ќе морам накратко да го објаснам ова. 1988 во Джеда се одржува конференција на исламските држави, каде е донесена стратегија за исламизација на Европа. Во таа стратегија, во тој документ пишува вака: исламизацијата на Европа ќе оди преку Турција, Јужна Бугарија, се до Македонија, од каде ќе се дели на два крака. Првиот крак ќе оди преку Косово, Босна, се до Скандинавија, вториот крак ќе оди преку Албанија, Италија, па се до Иберискиот полуостров и до Британските острови. Тоа е донесено како стратегија во 88-та. Во 1995 година, кога Фрањо Туџман, Милошевиќ, тогашните председатели на Хрватска и на Србија, речи си ја завршија работата со поделбата на Босна и со уништувањето на исламските муџахедини во Босна, тогашниот американски председател се спротивстави и го повика Фрањо Туџман и му нареди да ги растури разговорите со Милошевиќ и да ја почне соработката со Изетбеговиќ заради, цитирам, доаѓање во допир на исламот и католицизмот. Во 1999 е формирана првата исламска држава на Балканот, тоа е Косово, пред тоа е формирана исламската држава Босна и Херцеговина. И сега, пред некаде 4 или 5 месеци, министерот за надворешни работи на Турција, господин Давитоглу, вели вака: примарна цел на надворешната политика на Турција е возобновување на Отоманското царство преку муслиманските заедници на Балканот и отоманските заоставштини на Балканот. Значи, исламизацијата на тој кракцијата на Македонија заради поврзување на зелената трансферзала е едната можност за Македонија, втората пак можност е она која Русија нуди и ја предлага, а тоа е православната трансферзала од Северното море па се до Белото море. За жал, Република Македонија се најде токму на крстопатот на тие две тенденции и ние како македонски народ, како православен македонски народ, имаме обврска да застанеме и да се определиме. Ние имаме обврска да размислиме што одговара за нас како опстанок, што одговара за нас како иднина, и од тука сметам дека дефинитивно владата на Република Македонија треба да ги прекине преговорите, треба да се обратиме до меѓународната заедница со барање да прекине со притисокот врз Скопје и врз Македонија за промена на името, туку притисокот на меѓународната заедница треба да оди на друга адреса, треба да оди на адреса на Атина и да се побара почитување на сопствениот подпис на привремената спогодба. Атина има подпишано спогодба со која дека нема да ги попречува македонските интеграции во било кое нејзино осојузување. Значи, меѓународната заедница има обврска притисокот да го насочи на вистинската адреса. Уште едно прашање за крај. Што би рекле во организацијата? Кој е најдобриот рецепт да се консолидираат македонските редови во име на една повозвишена заедничка цел? Има ли некоја рецептура која можеме да ја употребиме еве и сега во 21 век? Во неделата присуствував на Генералното собрание на Сдруженијето на македонските бранители достоинство и таму видов луѓе многу горди, меѓутоа луѓе со тага во очите, со огорченост во зборовите,
луѓе кои 2001 се бореа за да ја сочуваат Македонија во нејзината целовитост, во нејзиниот суверенитет, луѓе кои се денеска турнати на маргините на општеството, луѓе кои се срамат да отидат дома пред сопствените деца, оти изгледаат неспособни да ги ранат, да им купат облеки и да ги школуваат. Таму излезе еден човек, татко на еден загинат македонски бранител кај Вејце, и тој рече вака: ве молам, останете доследни